Па за спортот секогаш има интерес ако се работи. Ние не сме престанали да работиме, меѓутоа во право сте. Бевме со намален интензитет од финансиска гледна точка. Значи немавме термини во спортските сали, немам финанси да ги покриеме тие трошкове и работевме колку што можевме. Меѓутоа сега се појави геотермика да ни помогне во таа работа. Он ни беше и поранешен спонзор. Меѓутоа секако генерален спонзор. Има и други луѓе кои се најавија да помогнат во клубот. Така да за тоа се активиравме малку посериозно. Позната ни е таа работа, не ни е прв пат, меѓутоа, како што гледате, дечиња секој ден доаѓаат. Имаме солидна екипа, многу добри дечиња. Ние во моментот има околу 40 девојчиња. Имаме малку транспарентни сме, имаме некои флаерчиња, овие денови поделивме и очекуваме да дојдат уште дечиња, така да ги поделиме во две категории, бидејќи нашата цел е ние да работиме во таа млада категорија до прва лига, да е помасовен клубот, така ние и порано работевме и тоа успева. Мислам, добро си имаме таа стратегија разработена. Екипата си е иста, управа, имаме клубски лекар, тројца тренери имаме. Во РК Струма веќе тренирам 4 години. На која позиција? Зависи кога како, бидејќи штирам со две раце и играм лев бек, среден бек, десен бек. Така. Тешки ли се тренинзите и колку неделно се тренира? Тренираме неделно 5 пати. Тренинзите се одвиваат не многу тешки, не. Од малого засакав ракометот, мали топки се шутира на гол и тоа ми беше интересно на мене. И така се одлучих за ракомет. Идол имаш ли? Да. Кој? Кирил Лазаров. Секогаш сум присутна на тренинзите и имаме тренинзи 5 пати неделно. Одлучив да тренирам ракомет, бидејќи од мала имам желба да тренирам ракомет и... Тешко ли е? Не, ако сакаш, ништо не е тешко.